Ја кажам малку. Добра вечер и убава вечер со ова вклучување во живо од Белагнија, каде што морам да признам една голема благодарност до сите родители кои што го отворија срцето и кои што ни потврдија за сето она што го дебатиравме претходните 2 дена. Пред Архангел Михаил, кој што е наш заштитник и кој што доаѓа, би сакал да зборувам за една тематика која што е поврзана со нашиот Александар и со Бакрната книга. Бакрна книга која што нешто што најмногу ме заинтегрирала и што најмногу ме повлекла. Всушност тоа е златна книга, ама е направена копија која што ја знаеме како Бакрна книга во Македонија. И според Владо Павлов, кој што истражуваше долго време, Бакрната книга се поистоветува со Александар Македонски и со она што тој го има како значење. Покрај она другото што имаме докази за пештера, за кристали, за нешто друго, за кој што ќе разговараме во некое друго вклучување во живо, него јас овде сакам да се надоврзам на Бела, на Александар, тоест на Бела, нели латински, и поврзаноста што тоа значи. А секако тоа го имавме, ние тоа го имавме како аргумент и доказ во Бакрната или златната книга, која што нели имаме змија која што го држи клучот. Според Владо Павлов, представата на ова од Бакрната книга ја символизира кундалини. Она со кој што според мене кундалини е нешто кое што е посебно и кое што е представено како змија и истата таа со клуч, нели, на змијата во уста од Бакрната книга ни не поистоветува со доказите и аргументите за воскресението Александрово и дека клучот на неговото воскресение токму во устата на змијата од Бакрната книга или во кундалини. Инаку, да се пофалеме, ние не би биле тие што сме, ако не спремаме нови работи, така да денес едно големо благодарам до сите оние мои пријатели, едно големо благодарам и до мои пријатели во Битола, имавме повеќе средби, можеме да се пофалеме и со нешто друго, кое што ќе биде многу битно во иднина, за кој што ќе бидете информирани дека се спрема нешто и друго во Битола. Не Битола, ние знаеме Лингистида, ние не сме за двајца толи, од Албанија толи, Битоли, Митоли, не. Ние си ја знаеме манастир, ние си ја знаеме Лингистида, така да во наредниот период ќе имате многу изненадувања и ќе имаме уште една нова работа која што ќе биде пилот програма во Битола. Скопјани одма да кажам, немој одма да се налутите, немој одма да реагирате и сите останати. Зошто Битола? Затоа што Владо Павлов сака така. Рачунајте дека и Скопје ќе биде исто на тој начин и некои други градови кои што ќе бидат прифатени со ова нова иницијатива, која што ќе ви биде на домет на сите вас. Значи, Лингистида, да сте ми вечни живи, во наредниот период ќе имаме еден ќе имаме новитети во овде,
И тоа ќе биде пилот програма за другите градови кои што ќе ни бидат во иднина како приоритет на нешто што ќе биде една сладка тајна. Благодарам Битола, благодарам до сите. Верувам дека Битола ќе биде задоволна, тоест не ги стида. И полека, но сигурно Толи, двајца толивци од Албанија кај што е реката Толи, полека, но сигурно да си продолжат онаму кај што треба, а ние да се останеме лингистиди или оние кои што се поврзани со така со двата бели орла, нели, пилистери. Но да се вратиме на Бакрната книга и на гробот на Александар, кој што некој го постоветуваат. И истата таа е поврзана, македонци мои, со Бакрната книга, кој што кажав, а таа клучо на змијата ја означува кундалини. Значи, замислете нешто што не сака да нешто што го стават под превизот дека е мистично, а е многу едноставно. Значи, многу е едноставно. Зошто? Затоа што таа кундалини, откако ќе се искачи на врвот на главата, значи доаѓа до трајно локализирање на сите функции на мозокот, а преку него доаѓа до означување на целото дрво на животот, кое што е познато на сите вас, и истото тоа станува активирано. Замислете, ова што денес го знаете од Индија, и некој ви зборува за кундалини, било познато на Александар Македонски и на древните македонски цареви, за кој што Владо Павлов беше ставен на жилотина. И верувајте ми, таа состојба на кундалини, која што е представена на Бакрната книга со змија, која го држи клучот во уста, најмногу смета на овие темни лица, на темнината и на сите оние кои што се поврзани со Антихрист. А сега ќе ви кажам и зошто. Затоа што невисоката сафира е позната како круна. Значи, невисоката сефира се вика круна. Круна која е на врвот од дрвото на животот. Круна која што одговара на седмата чакра. А ако го погледнеме споменикот од ноп, кој што нема ни Н буквата од ноп, во мојот град Кочани, за кој што сето ова што го правиме во Битола и во Скопје и во многу други градови во Македонија, Кочани нема да го виде. Ете, јавно ви кажувам. Затоа што сите градови најверојатно заслужуваат да го правам ова. И ќе го правам со целиот мој тим, со целата моја фамилија, како што умееме се кажеме сите ние браќа и сестри. Значи, таа круна, таа кундалини е на локалитетот Лукубија во Кочани. Јогините Александра го представуваат како лотосов цвет, а ние македонците го представуваме како цвет од крин или познатиот лилјан. Е сега, ајде да прашаме, што е постаро? Кокошката или јајцето? Кринот или лотосот? Александра. Гледам, слободниот ден те раздвижува со повеќе да размислуваш. Инаку морам да признаам, Александар, убаво се осеќам во Белагнија. Еве, меѓуфаза, најдов термини да се вклучам во живо. Што е постаро, Александра? Да, супер ми е. Ете гледаш, светам. Добар ден и среќен ден.
Значи, што е постаро, кокошката или јајцето? Кринот, тоест лилијенот или лотосот? Добро вечер, Драгана, поздрав за Охрид. Појма немам. Кринот е постар и он ја символизира седмата чакра, тоест круната. А сега ќе продолжиме, ќе ти биде уште појасно за некои други работи кои што се поврзани и кои што докажуваат дека кочани е бела. А потоа дојдете до заклучок дали тоа со пулс е случајно или не. Дали сме јасни овде за кундалини, за нешто што е поврзано со дрвото на животот, за нешто што ја представува, да, кринот е символ на Мајката Божја. Значи, највисоката сефира се вика круна. И таа го представува врвот од дрвото на животот. И одговара на седмата чакра. Мислам дека овдека можеме да се разјасниме и да сватиме нешто што е многу од големо и од суштинско значење за Бакрната книга. Еве, единствен промотор на Бакрната книга беше Душко Алексовски. Да, има многу работи од Бакрната книга, ќе зборуваме и по иднина, кои што се поистоветуваат со некоја гробница. Ама јас се надоврзувам на змијата што го држи клучот во устата и истата таа змија за мене е поврзана со мојот град Кочани. Зошто? Затоа што највисоката сефира, која што се вика круна и која што е врвот на дрвото на животот, ја представува седмата чакра. Полека, Александра, ќе дојдеме до тоа. Полека! Трапение, луѓе, трапение! Изи, бој, изи. Полека ќе дојдеме до таму. Секако мило ми е за вашата развиена пиенална жлезда. Ама пазите полека сега, не брзајте толку. Како што некои мои пријатели кажува по Кочани, полека, не брзајте. Ке бидете и пратеници. Да, полека думре, полека се вратим, ке бидете. И сега вака. Значи, дали знаете дека ова што пред малку ви го кажав е духовната бела светлина. Бела. А оние кебапи од Грција, нели црномуресите, ја викат пела на латински. Е таа бела светлина е етерот. Е таа бела светлина е представата на цвеќето на животот, украдено од оние кои што се актери со пулс. И доказ за Кочани дека е бела. Значи таа духовна бела светлина, која што е представена преку етерот, е врховно божество на нашите древни македонски цареви. Затоа многу пати сум кажал, ако го барате гробот на некој македонски цар, треба да знаете во што верувал. Сигурно не верувал во крстот, а денес цела Македонија вие сите ридови ги окупираат со крстови. А кога некој од нашите почина, крст му ставаме над главата. Па кој ни е погреба Македонија, бе, македонци? Кој ни е погреба Македонија со овие крстови? Од кого ние се плашиме да ги представуваме? Бележиме територија, што правиме ние?
на секој рид крс. Ако нешто повеќе би почитувал пештерата на Воскресението. Таа бела светлина. Значи, тоа е таа духовна бела светлина која што го поднесува целото наше физичко постојање. Македонци мои, а по целосното будење на кундалините или познатото дрво на животот, преку чакрите, настанува трајно светлосна енергија, која што ни активира свеста кај сите нас како индивидуи и не просветлува. Така ли, Александра, да те прашам? Извини, денеска ми интересно вака одбелагнија, ти слободен ден имаш и си дебатираме. Цаци, дојде, тука е Цаци, не си кире за Цаци. Стани, Цаци, да те видат сите. Значи вака, морам вака со шала да го објаснувам ова, а е многу битно за сите нас. Значи, преку целосното будење на кундалини, кој што е круната, а ако го погледнете споменикот од Ноб е изграден во дуалитет. Значи, имате и во вид на череп, ама го имате и како круна. Значи, некој ви кажал каде е престолнината бела. Затоа што круната е символизира кундалини. Или бела, тоа е спела. Или белата светлина. Или поздравувате, пише тамо добар ден, добра вечер, убава вечер. Ние полекано сигурно се спремаме за некој наш подкаст да правиме тука. Тимо, Стево, дигни бе главата горе, шо ти е на тебе? Кажи здраво, луѓето те тражат, дигни главата горе. Па пиши, луѓето те тражат и тебе. Значи, при целосното будење на кундалини, чакрите, кои што се познати од нашето дрво на животот, стануваат трајно со светлосна енергија. А што значи тоа? Тоа значи дека нашите чакри стануваат како сијалици. Светат, македонци, светат. Светат. И се познаваат по ликот. Сите оние кои што имат светла круна, седма чакра или другите чакри, светат, како што светат новогодишната елка на Јанус. И по тоа ќе ги препознаете тие со светли души. Светат, не се темни. Затоа што нивните чакри светат како сијалици, македонци мои. И ова е мојот поздрав до сите оние кои што имаат угаснати сијалици и се темни. Темни. И затоа немате разбирање вие светлите со темните. Бидејќи нивните чакри немат енергија да светат како сијалици, како на оние што се светлите. Значи, во тој момент чакрите стануваат светат како сијалици и истите тие имитуваат светлина. Според тоа колку сме чисти. Например,
ако има создадено многу голема карма, од целото наше битисување, нели, во некоја наша одредена карма, тогаш таа ќе имитува слаба светлина. Значи, таа ќе биде темна особа, наместо да биде светла. И вие наместо да им помогнете, да им кажете, дајте да помогнеме да бидете светла, да ви светат како сијалици вашите чакри, бидејќи ви се темни и немате енергија. Зошто? Затоа што нивната карма и тоа што го прават кај нивните чакри имитува слаба светлина. А свечената должност на сите нас кон Создателот е да ги изчистиме сите чакри и да ги остранеме сите негативности. За секоја поединечна чакра да блеска силно. Тоа ви символизира и Јанусовата новогодишна елка, кој што сите ќе ја китите, а кај вас темни чакри. Не, вие сте елката, вие ги китите вашите чакри да светете, бе, македонци мои. Джабе китите елки ако сте темни, ако вашите чакри се исполнети со карми, ако имат слаба светлина и сте темни, имате темен лик, имате темни очи, треба да се осветлите. Замислите сега што била Бела, нашата престолнина македонска. Замислете што била, што символизира. И случајно сега албанската популација и претходната влада со нивни слуги, кои што Бог ги казнува преку пулс, а се учесници во кражбата на белата светлина, од увара довлочени, и ние немаме докази, нели, дека Бела е во денешна Македонија. Не, немаме шо. Затоа македонците биле светли луѓе. И затоа биле деца на светлината. Затоа што сите чакри во нив светеле, имале светлина. Затоа Кочани е престолнина на светлината. И затоа верува дека вие сте со кратко памтење и ќе ви го избришат сеќавањето и ќе ви стават чип дека вие не знаете што е цвеќе на животот или дрво на животот. А тоа е символот на белата светлина, на етерот и на престолнината Бела. Тоа е символот на кундалини, на круната, на седмата просветлена чакра. И вие ги смејувате македонските цареви. Деца на светлината. Светлината е етерот Александра. А сонцето е тоа сонце што го гледате, познато како Ра. Затоа има две сонца меѓу месечината, ако сте виделе некои артефакти. Има едно сонце со Александар и има и друго сонце. Значи едното е светлина, етерот, а другото е сонцето Ра. Сега малку поголемо, затоа што позади него е Алконе. И затоа јас ве упатувам да почнете целосно да будете кундалини, а тоа е
нешто што е поврзано со срцевата чакра. Зато имаме представа на големата мајка со плав и црвен конец, кој што го представува срцето. И ако може да помогнете на оние кои што имат слаба енергија и оние кои што имат слаба светлина во чакрите и имат тен црн, помогнете, ама не да влијае на вас. Наместо да ви светат чакрите, вие појдувате по нив и на вас ви стануват темни чакрите. Ако ве разберат, ќе помогнете. Добро? Значи, ова е една символика која што ви ја докажувам преку бакрната книга, со тоа уште еден доказ дека ако бараме некој си гроб на Александар, треба да го бараме под споменикот на Лукубија во Кочани, каде што не случајно Кочани изберен вака да прават, бидејќи Кочани како град на светлината треба да биде град на темнината. Но, некој мисли дека нешто ќе направи во време на доаѓање на ерата на светлината, па нека си тера со неговите случувања, нека ужива во темнината, нека провоцира и нека прави што сака. Али, едно да знаете, ерата на темнината завршува. Џаби ви се сите тие активности кои што ги правите со пулс. Тие деца ќе останат херои, затоа што самите се бореле, затоа што никој не ги помагал. Оставете ги тие херои кои што по 30 пати блегувале и на чушка ги носеле до болницата на огромно присуство на цијанов водород. Тешко некој да влезе без боца од кислород и заштитно одело кој што ќе трпи голема топлина. Ова е уште еден доказ дека Кочани е бела и дека локалитетот Лукубија е нешто кое што е поврзано со Александар Македонски и со бакрната книга за кој што сум долго време истражувал и еве денес пред Архангел Михаил ви ја представувам со уште еден доказ дека ако бараме нешто како гроб или нешто како светилиште на светлината, треба да го бараме на локалитетот Лукубија во Кочани. Мице, добро вечер на тебе. Мице, уште ова сакам да го споменам. Дали си тука, Мице? Хероите на Партени. Нека се живи и здрави. Партени и хероите. Само нешто се случува и таму во Турција, така да ќе ни каже Партени што се случува во Турција. Сите што веруваа дека може да уништате на светлина, си добиваат по глава. Тука су. Припреме се што треба за петок. Ќе стигнеме пред 12, ќе бидеме брзи и дали кај Боби и на уште неколку други места треба да поставиме неколку книги кај што ќе се води петицијата со име и презиме во Кичево за електронски попис на сите македонци во целиот свет. Значи ќе бидеме во контакт, треба да стигнеме пред 12, завршуваме и мораме да се враќаме за заштитникот Архангел Михаил секаде да го испочитуваме. Така да има зошто Кичево на Архангел Михаил да започне со нешто што ќе биде нова историја на сите македонци во целиот свет, а тоа е Китим Окале, значи Китим е нешто постаро од Македон, така да тоа што го зборуваме за Лукубија како светилиште на светлината не се разликува и од Китим, кој што исто така е скриено светилиште на светлината. Организирајте се, нема да се задржуваме многу, дали кај Боби исто ќе ставиме книга во продавницата и на неколку други места кај што треба се врши петиција, мораме да ги информираме Кича. Како ги викаш ти? Кича. Моја благодарност до Кичево за се што правите за Македонија. Се гледаме на Архангел Михаил петок 12:00 Китин Окале.
Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија и светлината етерот, кој што ви покажува зошто ние сме деца на светлината и зошто вака светиме како новогодишна елка. А не оние кои што ги китат новогодишните елки, а светат темно, брате, со темни чакри, светат да не ти кажам. Бито да очекувајте, ќе имаме уште некои новитети за многу кратко време. Исто ќе биде пилот програма за една нова активност. Ова се нашите другарчиња, дечиња, не ја замирувајте. Да живее Македонија, кичево се гледаме петок и започнуваме со нашата иницијатива која што е со наш децата на светлината, а таа е електронски попис на сите македонци во целиот свет, за да, ако успееме, децата на светлината во рамка да му го однесеме рамковниот на Алија Амети. Да живее Македонија!